Благодарам подпредседателка. Почитуван колега Орцев. Токму податоците кои сега ги изнесовте укажуваат и ќе ви го дадат одговор зашто ако победувате во градот Струмица секаде во селото губите. Така беше и нови избори, така и на сите претходни. Токму заради тоа што ако нешто направи ВМРО-ДПМНЕ најмногу за Струмичкиот регион, тоа беше не само за Струмичките, меѓутоа и искупно за земјоделците. Меѓутоа тоа го кажам бидејќи сме ние најземјоделскиот регион. Господине Орцев, ние немаше денеска да имаме луѓе постари од 65 години во селата кои што немаат никаков приход доколку Бранко Црвенковски овозможеше за 1650 денари да им тече и пензиско, инвалидско осигурување и социјално осигурување. 2006 година, кога ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт, имаше само 60 регистрирани земјоделци. Проверете си оваа информација. Денеска има 16.000 регистрирани земјоделци, од кои што најголемиот дел се токму во Струмичкиот регион. И затоа ви се молам, кога ги кажувате работите, треба да ги кажувате онакака што се, а не како што на вас ви одговарат. Во претходната моја реплика на вашата колешка го истакна фактот дека 2006 година во Струмица имаше 19.500 невработени, денеска, може утре слободно да повелете во Заводот за вработување во Струмица, ќе видите дека има 16.500 невработени. Значи тоа е намалување на бројката од скупно 3.000 денари. Исто така, кога ги спомнавте барањата кои што секојдневно стигаат во општина Струмица, јас не се сомневам во вистината на вашиот исказ, бидејќи знам дека сте далеку поразличен од вашата колешка која јавно говори и лажеше на говорница преги, па вие се срамувате да му погледнете во очи. 45% од барањата се барања за вработување, тоа е така. И ние кога одиме на терен, она што постојано луѓето го бараат од нас се вработување. 45% се барања за социјална помош. Меѓутоа, зошто не се запрашате дали вие не ги научивте така? Дали вие знаете, а тоа многу добро го знаете, кога се воведе законот дека ако луѓето имаат дополнителен приход, не може да остварат право на социјална помош, излезе една купа на документи како Заев секој месец дава еднократни помоши на луѓето од посиромашните делови на Струмица, сега да не ги нарекувам, вие знаете кои се тие. Дали тоа значи дека со мои пари, со ваши пари, на крајот на се дели директно социјална помош? И како тоа господјата Цветанка Ивалова заедно со првиот братовчет на Зоран Заев, Трајче Заев, гради зграда на 4 спрата каршина и зидата куќа, ако економската ситуација во Струмица е лоша? На кого ќе продават тие станови?